Додека претениците се подготвуваа за последната фаза за уставните амандмани, паралелно пред Законодавниот дом, граѓани и денеска протестираа. Точно напладне во организација на граѓанските здруженија Македонија бойкотира и тврдокорните под засилено полициско обезбедување, граѓани дојдоа за повторно да кажат не за Преспанскиот договор. Толпата извикуваше, предавници платеници, бараа да влезат во собрание, ги повикуваа претениците, но и председателот Ѓорги Иванов да им се приклучат, но и најавија дека ако треба ќе протестираат и до полноќ. Јанко Бачев од Единствена Македонија побара средба со претениците, но и да се обратат од собраниска говорница. Ќе побараме наш представник во 16 часот да влезе во собранието и да се обрати во пленарната сала до собранието. Солза Грчева пак од Глас за Македонија им порача на политичарите да не ги кројат уставните амандмани по свој мерки. Овој срамен договор што е подпишан апсолутно го поништува македонскиот државотворен народ, значи државотворноста на народот. И граѓаните со своји пораки до власта и понатаму остануваат на ставот дека се против промена на името. Ова сега што се прави насилно, фашистички, екстремно фашистички. Тоа е ненормално. Да не ги гласаат уставните промени, затоа што е дивјаштво ова што го прават. Сите треба да сме тука, ништо друго, нема друго чере. Лидерот на опозицијата Христијан Мицковски од пред собрание изјави дека нема да дадат легитимитет за промена на уставот. ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија нема да учествува во тој процес и на денешната седница нема да дадеме како политичка партија легитимитет за промена на уставот. Заедно со уште неколкумина пратеници од ВМРО ДПМН им се приклучи на демонстрантите. Го повикаа да се обрати одговорница на тој одби, а потоа беше исвиркан. Потпаролот на СДСМ Константин Костадинов изјави дека Мицковски не отстапува намерата да го спречи членството на Македонија во НАТО и интеграцијата во Европската унија. Мицковски стои рамо до рамо со антизападните пиони Бачев и Петровски. Но тој самиот знае, исто како што знаат и сите граѓани. Антизападната агенда во Македонија не поминува. И Јохан Тарчуловски е еден од претениците кои се приклучи на протестот и на својот Facebook профил напиша: "Јас сум каде што е народот".